Како реагираат родителите? Јас, кај мене во советувалиште на психотерапија често доаѓаат деца кои што се сторители на насилство и тоа се претежно деца препратени од Центар за социјална работа или пак со петиција од родители од некој училиште, во ова дете е проблемот, тоа дете треба да се лекува. Мислам да работи со психолог и ги канам се разбира заедно со родителите. Имаме различни типови на родители. Имаме родители кои што се немоќни пред своите деца, и дури и тие се жртви на однесувањето на сопственото дете, што искрено да ви кажам како возрастна жена и како мајка не можам ни да го прифатам, затоа што ние сме одговорни за нашите деца и ние сме тие кои им го покажуваме патот, каде се менуваат улогите да детето стане родител по пат, не знам. И втората група на родители кои што се правдаат, се бранат, меѓутоа го негираат стореното насилно дело на нивното дете, и од тука влегуваат во уште поголем бунт со останатите родители, со целиот училишен персонал, со класните, со наставниците и така натаму, правдајќи го детето дека или велики дека неговото дете е жртва, нивното дете е жртва, не е сторител на насилство, само гласно би кажала дека лоша услуга му прават на сопственото дете на тој начин. Ако некој се пожалил од тоа детенце во повеќе наврати, тогаш треба да му се помогне на тоа дете. Ако негираме, ако постои отпор да прифатиме дека можеби нашето дете излегло од патот и направило нешто неприфатливо, тогаш треба да работиме на себе како родители, да малку го надминеме отпорот за да му помогнеме на нашето дете.